Пред вас се мртви насликани како воскреснуваат. Димче, дојдовте уште едно моје видео. Овој пат одам со мојот пријател Тале во селото Страгово да истражиме едни многу стари цркви кои што ги имаме видено само на слика, меѓутоа ни го привлекува вниманието, па тргнавме да ги истражиме. Сега сум во селото Страгово, успеавме да најдеме клуч од една црква само, меѓутоа фреските внатре се многу интересни, цртежите. Па ајде сега ќе ви ги покажам цртежите и малку селото во оваа преубава околина. Па мене ми делува многу стара. Значи, ова црква се наоѓа во селото Страгово, Кавадаречко, и е една од поинтересните фрески што сум ги сретнал. Во последно време ме фасцинираат овие стари цртежи или фрески, затоа што на нив се прикажани многу детали кои што се сега актуелни. Пример, ова зад мене е воскреснување на мртвите. Можете да видите целата фреска, ќе ви ја снимам и одблиску, многу интересна. Овие стари фрески и треба да се зачуваат затоа што се некој вид на богатство, некој вид на сведоштво на историјата и на одреден поглед кој што луѓето го имале на светот. Че ова не се само фрески, ова е одреден светоглед на луѓето во некое минато време и мене ми се интересни, мистични, ќе ви ги снимам. Значи, овие стари цртежи или фрески се преинтересни. Ова што гледате пред вас се мртви насликани како воскреснуваат од гроб, односно тоа што денеска е популарно во сериите и филмовите, а се наречени зомбиња. И како што гледате на овој цртеж, на оваа фреска се насликани. Исто така тука е насликана и ламја, голема ламја, во чија што уста сме сите ние, односно сите луѓе, а во околината околу нас се наоѓаат многу бројни демони или ѓаволчиња. Тука се исто така и светците кои што се тука да не штитат на некој начин. Тука е цвеќето на животот, мислам, а ова не знам што е. Овие малце чудни слики на луѓе оковани, над нив има надписи. И изгледаат како луѓе кои што страдаат, како луѓе кои што се казнети заради нешто што направиле. Имаат змии околу нив, имаат окови и едноставно не знам што значаат, но се, како и другите цртежи, многу интересни. Често ми се случува кога ќе посетам некое овакво место, старо, исконско, да си заминам со повеќе прашања отколку што имав одговори, затоа што се надевав дека одговорите ќе ги најдам, меѓутоа често се пројавуваат повеќе прашања, а тоа е што размислувале нашите предци кога ги сликале тие слики, што гледале, каков им бил светогледот, дали ја предвидувале иднината, дали се тоа само некои нивни размислувања, не знам, но како што кажав, си заминав од ова место со повеќе одговори од прашања, но тоа е нормално, тоа е дел од животот, да имаме прашања,
за да можеме да трагаме по одговорите. Јас ќе продолжам да трагам по одговорите, ќе продолжам да истражувам оваа наша убава Македонија, а вас ви благодарам што бевте со мене во уште едно моје видео. Ние се гледаме во некое мое наредно видео или низ нашата убава Македонија. До тогаш ви го посакувам секое добро.